Вести на Канал 8. Министерот за транспорт и врски и директорот на јавното претпријатие за државни патишта беа во работна посета на Кочани. Извршија увид во реконструкцијата на влезот на градот и ветија интензивирање на изградбата на патот Кочани-Делчево, Штип-Радовиш и Штип-Кочани. Постапката за реконструкција на коловозот на патот Кочани-Делчево добива и практична реализација со распишувањето на тендерот за избор на изведувач на работите. Државата планира да вложи над 600 милиони денари, со што ќе се постави нов асфалтен слој и ќе се обезбеди широчина на коловозот од 6 метри. Оваа делница е дел од активностите за подобрување на патната инфраструктура во источниот дел на државата, а според министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски ќе се реализира во текот на оваа и првата половина на идната година. Денеска официјално го распишавме тендерот за изградба на Кочани-Делчево. Се работи за инвестиција вредна од 10 милиони евра, од прилика 30 километри нова делница. Но исто така сакам да информирам дека до крајот на годината ќе започнеме и со нови експресни патишта, станува збор за Штип-Радовиш и Штип-Кочани. Очекувам до крајот на годината дека ќе ги завршиме сите оние потребни постапки и документација за распишување на тендер за градба и во првата половина на 2016 година да започнеме и официјално градба. Така да правиме една целосна слика и целосно подобрување на инфраструктурата во цел регион. Министерот Мисајловски заедно со директорот на јавното претпријатие за државни патишта Александар Стојанов беше во работна посета на Кочани и направи увид во текот на реконструкцијата на коловозот на влезот од градот. При тоа беше најавено и подобрување на состојбата со патната сигнализација на постојната магистрала А3 на делот меѓу Штип и Кочани. Јавното претпријатие со цел зголемување на безбедност на сообраќајот на целиот овој регион предвиде неколку активности. Едната е, еве ќе најавам сега, дека Штип-Кочани патот сегашниот пат ќе се постави комплет нова сообраќајна и вертикална и хоризонтална сигнализација, ќе се обноват знаците, таблите, ќе се постави осветлување во населеното место Крупиште, кај што имаме делење за Пробиштип, и сега околу Кочани ние веќе направивме две клучки, едната ја викаме Оризари, Зрновце имаме подпишано договор, а влезот во Кочани овде, значи што се наѓа првата клучка што доаѓа во Скопје, ќе се третира заедно со изградбата на експресниот пат. Значи експресниот пат доаѓа исто тука на ова место, значи се спојува, проектантите знаат точно каде и кога ќе почнеме со градбата на експресниот пат, тогаш ќе можеме да осветлиме и оваа клучка овде. Според Стојанов, работите за реконструкција на коловозот на влезот во Кочани се во завршна фаза, односно по довршувањето на асфалтирањето ќе следува замена на оштетените сообраќајни знаци и банкини, како и обележување на хоризонталната сигнализација. Осветлувањето на клучката ќе се решава заедно со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани. Целата инвестиција за реконструкција на влезот во градот чини околу 8,5 милиони денари, а обновен е асфалтен коловоз во должина од околу 1200 метри. Неколку дена по оштетувањето на одводниот канал кај Спанчево и поплавувањето на оризовите површини во посета на општина Чешиново-Блешево дојдоа заменик министерот за земјоделство и министерот за транспорт и врски. Ветија дека ќе помогнат да се поправат оштетувањата и да се подобри состојбата со полските земјени патишта до нивите. Министерството за земјоделство во соработка со Министерството за транспорт и врски ќе обезбеди дополнителна градежна механизација за санирање на оштетувањата на одводниот канал меѓу селата Бања и Спанчево, што беше причина за поплавување на површините под Орис во општината Чешиново-Облешево. Излевањето на поголема количина вода пред неколку дена ги поплави оризовите површини, а оштетени се и дел од земјените полски патишта, поради што отежното е движењето на земјоделската механизација и извршувањето на жетвата. Заменик министерот за земјоделство и министерот за транспорт и врски ветија дека ќе се обезбеди брзо санирање на состојбата на сите покритични места. Се гледа дека земјоделците не може да пристапат до своите ниви. За таа цел, значи сме тука заедно со министерот за транспорт да обезбедиме конкретно механизација која што е потребна за да пристапи кон регулирање на овој дел, на овој пропуст и да обезбедиме материјал кој што би бил потребен да се санира оваа состојба и нормално остануваат уште две места кои што се вака покритични за земјоделците, а тоа е Боров мост и каналот кај Спанчево. И очекувам дека во овој ден ќе најдеме дополнителна механизација да им помогнеме на луѓето, бидејќи во наредниот период следат и нови врнежи. Иако ние како влада доделивме нафта за сите општини во Република Македонија, станува збор за преку 700.000 литри нафта. Веќе општината ги има добиено
ја има добиено нафтата и веднаш почнале со работа, но мораме поагилни да бидеме за да бидеме спремни за следниот период. Според градоначалникот на Чешиново Облешево Костадин Личков, на повеќе локации во општината земјоделците се соочуваат со проблеми и оттежното извршување на жетвените активности, поради што била побарана помош од државните органи. Имаме на повеќе места критични, вклучително од самото Банско поле, значи Облешевско поле, Чешиновско, Теренско и Уларско поле. Како што каже министерот, веќе имаме пукање на одводниот канал кај село Спанчево, веќе имаме изливање на Кочанска река, на дел од Уларци кај Злетовска река имаме изливање, значи веќе урезовите површини се под вода и самите земјоделци со нетрпение чекат да се истече водата и на некој начин да се соберат берикетот. Освен за санирањето на оштетениот одводен канал и полските патишта, владините представници имаа средба со земјоделците од општина Чешиново Облешево, на која се разговараше за проблемите околу забавената жетва и прекинатиот откуп на оризот од овогодишната реколта. Потпишан е договорот со изведувачот на работите за изградба на пречистителна станица за отпадни води кај селото Кучичино. Се работи за прв таков објект што е финансиран од швајцарската влада, а кој се реализира преку проектот за управување со сливот на реката Брегалница. Со потпишувањето на договорот меѓу општина Чешиново Облешево и изведувачот на работите ЕКОИНА од Хрватска, наскоро ќе започне изградбата на современа пречистителна станица за отпадни води. Објектот ќе биде кај селото Кучичино, на локација што претходно е одбрана како најповолна во рамки на проектот за управување со сливот на реката Брегалница. Се работи за инфраструктурно решение што беше избрано во рамки на вториот повик на инфраструктурни проекти што се финансирани од швајцарската амбасада. Претходно на општината и беа одобрени средства во висина од над 23 милиони и 240 илјади денари, со кои објектот треба да се изгради и да се стави во функција. Според Владимир Ставрик, заменик проектен менаџер на проектот за управување со сливот на Брегалница, се работи за многу важна инвестиција со која се постигнуваат повеќе ефекти во заштитата на животната средина. Ова е почеток практично на имплементација на проектите од вториот повик, кои што се во линија со програмата на мерки која што е дел од планот за управување со сливот на река Брегалница, така да почнуваме со овие мали пречистителни станици кои што ќе бидат значајни за зачувување на животната средина и за зачувување на квалитетот на водата во Брегалница. Представникот на изведувачот на градежните работи, хрватската фирма ЕКОИНА, рече дека тие имаат долгогодишно искуство во реализацијата на пречистителни станици, кај кои се применуваат современи методи во филтрирањето на отпадните води. Уреđaj билног, значи Постројката е од растителен тип и е многу погодна што се однесува за нејзиното одржување и за обработката на отпадната вода, каде што има различни видови загадување. За нас ова е прв ваков договор за изведба во Македонија, а наскоро ќе потпишеме уште еден со општината Карбинци. Изградбата на филтер станицата за отпадни води кај Кучичино е дел од системот за заштита на сливот на Брегалница во кој ќе се изградат неколку такви објекти. Во проектот е вклучена и општина Кочани, која до 2018 година треба да добие пречистителна станица кон која ќе бидат вклучени колекторските системи од сите населени места од рамничарскиот дел на општината. Вкупната инвестиција во овој објект изнесува 23 милиони швајцарски франци, пари што ги обезбедува владата на Швајцарија, а неговата локација ќе биде на најниската точка во општина Кочани, односно во близина на местото каде реката Масалница се влева во Брегалница. Вакцинацијата против сезонски грип во Кочани и општините кои ги покрива Кочанскиот центар за јавно здравје почнува од утре 15 октомври. Вакцините се стигнати и се со висок квалитет, информираат од центарот. Од утре 15 октомври стартува вакцинацијата против сезонски грип во Кочанскиот центар за јавно здравје. Пристигнаа 2500 вакцини за сите општини што ги покрива центарот, од кои 850 се за Кочани. И во наредниот период ќе им бидат на располагање на заинтересираните граѓани, информираше директорката на центарот Благица Ѓурќовик. Вакцинацијата не е задолжителна и чини 400 денари. Во Македонија годинава се набавени 31.000 дози од оваа вакцина, која што е увезена и произведена од холандската компанија Abbott. Вакцината е произведена согласно препораките на Светската здравствена организација и штити од три типа вирус на грип, и тоа А1N1, типот
А, H3, H2 и од групата Б. Од Кочанскиот центар за јавно здравје велат дека вакцините се безбедни, со врвен квалитет и одобрени од Бирото за лекови. Ѓурковиќ истакнува дека вакцината се препорачува за сите граѓани, посебно ризичните групи, а тоа се постарите и лицата со хронични заболувања, помалите деца со намален имунитет и хронични заболувања, но се препорачува и на лицата кои во текот на својата работа се изложени на заразување, како и на лицата со кардиоваскуларни и респираторни заболувања и диабет. Препораките се населението навреме да се вакцинира, бидејќи потребни се минимум 2 седмици за создавање имунитет и отпорност на организмот. Невнимателното возење и недоволно осветлена земјоделска механизација се причините поради кои во изминатото денонокие во Кочанско се случија неколку сообраќајни незгоди. Во нив е направена поголема материјална штета, а учесниците завршија со телесни повреди. Не помагаат апелите за внимателно возење и соодветно обележување на земјоделската механизација што се движи по магистралниот пат А3 меѓу Кочани и Штип, особено во вечерните часови. Сообраќајните незгоди се вообичаена гледка на оваа делница, а во вторникот околу 22 часот и 30 минути се случи уште една. Патничко моторно возило со кочански регистерски таблички во близина на надвозникот преку железничката линија кај Тракање директно удри во недоволно осветлен трактор натоварен со вреки ориз. Возилото и тракторот се движеле во правец на Кочани, а возачот на автомобилот доцна го забележал тракторот пред себе и со полна брзина удрил во приколката. При тоа предниот дел на автомобилот е целосно уништен, а возачот се здобил со телесни повреди и итно е префрлен во Кочанската болница. На местото на несреќата излезе сообраќајна полиција и додека траеше увидот, во прекин беше нормалното одвивање на сообраќајот. Во текот на денот пак на улицата Љупчо Сантов во Кочани се случи уште една сообраќајна незгода во која настрада совозач на скутер. Поради удолницата и забрзаното движење, во еден момент лицето кое го управувало скутерот изгубило контрола и се излизгало на коловозот. Заедно со него се привезувало и женско лице, кое од падот се здобило со телесни повреди, додека возачот останал неповреден. Скутерот е полесно оштетен и завршил под еден од паркираните автомобили на улицата. Ефикасност во расчистување на кривичните дела од 72% бележи СВР Штип во последните 9 месеци од своето работење. Расветлени пак се 48% од кривичните дела, а СВР Штип бележи изголемување на откриените случаи на економски криминал и недозволена трговија со дрога. За период од 9 месеци, секторот за внатрешни работи Штип од евидентирани вкупно 1489 кривични дела, расчистил 1069, со што е постигната ефикасност на расчистување на кривичните дела од 72%. Така говори статистиката направена за оваа година, велат од секторот. Во поглед на ефикасноста на расветлување, од регистрираните 802 кривични дела со непознат сторител, расветлени се 382 кривични дела или постигната ефикасност на расветлување од 48%. Секторот за внатрешни работи Штип за горе наведените кривични дела поднесе вкупно 1286 кривични пријави, со кои се пријавени вкупно 1000 лица. Во делот на економскиот криминал за наведениот период бележиме зголемување во откривачката функција со евидентирани 127 кривични дела или е постигнато зголемување за 59%. Освен во економскиот криминал, СВР Штип бележи зголемување и во откривањето во делот на недозволената трговија со дрога, како и во организираниот криминал, додава Панајотова. Основното музичко училиште Ристо Јоруков се најде на листата меѓу 8 најдобри училишта во државата. Така оцениле просветните државни инспектори по спроведената интегрална евалуација во музичкото училиште. Основното музичко училиште Ристо Јоруков меѓу 8 најдобри училишта на листата која прави државниот просветен инспекторат при Министерството за образование и наука. На листата објавена на fakulteti.mk, првите 8 училишта се Љубен Лапе во Аеродром, Гоце Делче во Прилеп, Браќа Миладиновци во село Миладиновци, Наум Охридски во село Булачани, Газибаба, потоа Кирил и Методи во Велес,
Методи Патче во Охрид, Ристо Јуруков во Кочани, како и училиштето Партенија Зографски во Скопје. Инспекторатот веќе 7 година поред го оценува квалитетот на училиштата во Македонија, а тоа го прави преку интегрална евалуација. Оценката на секое училиште се дава со темелна проверка на 7 подрачја: наставни планови и програми, постигање на учениците, учење и настава, поддршка на учениците, училишна клима, ресурси и управување, како и раководењето со училиштето. При евалуацијата на училиштата како силна страна се зема примената на ИКТ во наставата, бројот на ученици кои учествуваат на надпревари организирани од акредитирани здруженија и зголемениот број на часови по физичко воспитување. При евалуацијата 2 училишта биле оценети со најниска оценка од Државниот просветен инспекторат. Кочанското училиште по втор пат е оценето со највисока оценка 4. Во споредбата која ја прават од инспекторатот од претходната интегрална во 2013 година при евалуацијата на инспекцијските надзори, најчесто како недостатоци се јавувале традиционална настава, недоволно користење на ИКТ во наставниот процес, несоодветен наставен кадар, а 4% од наставниците не доставиле планирања до раководниот кадар на училиштето. Инспекторите дале одредени забелешки и во Кочанското музичко училиште, но сепак превладуваат добрите страни на работењето на наставниот кадар, како и раководењето на менеджерскиот тим. Директорката на училиштето Елизабета Ѓоргиева истакна дека со вакво и уште позасилено темпо ќе продолжи работата и понатаму во реализирањето на наставните планови и програми и секако учеството на државни и меѓународни надпревари и редењето успеси на учениците. Православните верници го чествуваат празникот Покров на Пресвета Богородица. Слави и Кочанската црква, бидејќи крстилницата во храмот во Кочани е посветена на празникот. Крстилницата во црквата Свети Великомачене Ѓорги во Кочани го слави празникот на која е посветена Покров на Пресвета Богородица. Ден пред празникот се ослужи вечерна богослужба, а на самиот празник се служеше света божествена литургија, на која присуствуваа голем број верници. Празникот посветен на покровот на Пресвета Богородица е празник кој што веќе се празнува некаде околу 10 века. Имено се работи за едно чудо кое што се случило за време на сенокно бдение во црквата посветена на Пресвета Богородица во Влахерна, каде што во присуство на голем број верници, а и во присуство на светиот Андреј Јурдив и неговиот ученик, за време на богослужбата Пресветата Владичица Дева Богородица со мноштво ангели, архиереи и маченици се појавила во црквата и како што сведочи житието на светиот Андреј Јурдив, во раците држал омофор со кој ги покривала, односно ги заштитувала верниците и богомолците кои што се молеле за нејно застапништво пред Христос, пред нашиот Бог. Потокму овој празник е востанаме токму во ова чудо кој е празник кој што посебно во целата православна екумена, а исто така посебно во нашиот град, со развиен култ, па така традиционално како и секоја година, исто така и ова беше отслужено празнично вечерно богослужение во крстилницата, која што во кругот во дворот посветен во дворот на храмот посветен на светиот Великомаченик Ѓорги, а го носи името на Покров на Пресвета Богородица. Култот кон Пресвета Богородица е доста расширен меѓу кочанци, кои ја сметаат за покровителка и заштитничка на христијанскиот род. Настанот што црквата го споменува и празнува на 14 октомври го докажува неотстапното покровителство на Пресветата Дева над православните верници. Преку празнувањето на нејзиниот покров, верниците се потсетуваат на тој настан и нејзиното постојано покровителство над христијаните.
Прогнозата за времето беше последната информација во ова издание на вестите. Имајте убава вечер. Довидување.